Побаравме, значи, од синдикатот да се социализира с ова категорија на работници, да преземе, значи, предлог закон од нас, да однесемо предлог закон кај нив и да седнеме со нин праван тим, да видиме како и што, дали може така да оди на социјален економски совет предлог закон или треба да претрпи нешто допуни и измене, како се договориме. Побаравме, значи, тие да бидат овај пат заступници на нашиот предлог закон и тие да го предложат на социјално-економски совет и тие да го дадат, значи, во собрание за обештетување на оваа категорија на работници. И уште едно имавме барање што им побаравме, да има обавезно едноправно лице, представник од синдикат, кога правиме протести со нас. Поради договори, разговори со влада или институција каде што се движи стечајциве на протести. Меѓутоа, јас сакам нешто друго да кажем. Јас ке ја поздравам госпоѓа Јанкуловска да се ја шири пропаганда, пошто е кампања на друг начин, а не на припадници на МВР да ги суфлира, пошто таа е сигурно њоја некој, што најде смелост да си каже дека Лилјана Георгиевска зима пари на толпу стечајци надвор пред синдикатот. Побарав културно од командира да ми даде генералија на дотичнога господина, меѓутим, господин, командир, не најде сходно ни да го отстрани тој лице, значи, од кордон, нити пак ми даде негове генералije. Ме упати во МВР да поднесем захтев за да би добила генералije. Ние имаме слике и ке побараме, да, негове генералije преко Хелшишки комитет, така што ќе биде соедветна пријава поднесена на дотично лице. Јас можам само да кажем, да се престане со лажење, да престане господин Груевски да вели дека ќе нам подмири радиодифузна такса, дека ќе нам подмири сите сметки. Па верувајте дека ние глава не можеме да дигнеме од извршители. За радиодифузна такса веќе е, значи, наплатено. Веќе су били извршители и овие што има сва сметке во банке, стечени работници кои има во странство некога роѓака да му испрати некој динар, верувајте дека му е одземено. И замислите 200 денара за Министерство за финансија ви блупне врста цена, па од озгора уште банка земе провизија околу 500 денара, па ви искочи околу 3700 или 800 денара, зависи од банка. Рече дека ќе има вработување, имало вработување, па дајте ве молам. Најголема лага што чувме. Па ние одиме 8 година, 10 година, 12 година по улице. Ниту еден од нас не е примен на работа. Кој е примен? Значи партиски војници, немој ни со тоа да се лаже и да се храни со таа лага. Донесување еден овакав проблематичен предлог закон во социјална држава со споделбе меѓу стечајциве и во време избори, па не може веќе да не лаже.